Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, добар ден. Ја отварам денешната пресконференција на која ќе се обрати Министерот за здравство доктор Венко Филипче. По обраќањето на Министерот Филипче следуваат новинарските прашања. Тендерувар читатар, прфаќсуст медијаве, мирдита, хапи конференција прштипт министричен децис доктор Венко Филипче. Пас фјалимит министрит Филипче, дот кен мунциче газетарта парашчајн пюетја. Повелете, министр. Благодарам, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Дозволите да кажам најновите информации уврска со COVID-19 вирусот у нашата земја, статистиката, состојбата во болниците, некои информации околу кластери кои што се прилично големи, мислам дека се битни, како и некои пораки до граѓаните. У последните 24 часа има 971 тест, регистрирани 175 нови случаи, и тоа во Скопје 137, у Куманово 24, во Штип 2, Прилеп 2, Тетово 5, Струга 2, Велес 4, Охрид 1, Гостивар и Свети Николе по 2 новодиагностицирани пациенти. Регистрирани се 18 оздравени пациенти, у Скопје 12, во Штип 1, во Тетово 3 и во Велес 2 пациенти. Починати се 5 пациенти, 3 од Скопје и 1 од Гостивар и 1 пациент од Прилеп. Вкупната бројка на диагностицирани во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 3538, бројката на оздравени пациенти 1682, на починати 169 и во моментов активни случаи 1687, вкупно направени 30.004 тестирања од почетокот на епидемијата. Во врска со болниците на инфективната клиника примени се 11 нови пациенти, вкупно се хоспитализирани 84, нема пациенти кои што се на респираторна машина, на кислородна поддршка се 29. Во болницата 8 септември 22 нови приеми, вкупно хоспитализирани 50 и 7, од кои 35 се потврдени пациенти позитивни, и на респираторна машина 10 пациенти. У болницата во Битола 20 пациенти, во болницата во Штип 24 пациенти кои што се хоспитализирани, и во другите оделенија во Тетово, Охрид, Велес, Куманово и Прилеп 36 позитивни и сомнителни пациенти на COVID-19. Дозволете да дам неколку информации во врска со повеќе кластери во државата. Во Охрид на семејна прослава со околу 200 присутни досега се потврдени 8 позитивни пациенти, 40 контакти се во изолација. На семејна прослава свадба во Скопје, на кој што имало 100 присутни, потврдени 14 досега позитивни на вирусот. Голем проблем на епидемиолозите и инспекторите на ДСЗ им создава во овој случај несоработката на присутните на таа прослава. Во штипските конфекции од 7 до сега, тие кои што беа идентификувани дека се ризични, земени се 788 бриса, потврдени се 126 позитивни случаи, хоспитализирани во болницата се 24, сите останати се на домашно лекување или само изолација во зависност од симптомите. Од решенијата, вкупно издадени од ДСЗ, 400 лица се контакти. Откако се направи овој пристап, тестирање, изолација на сите контакти, состојбата во Штип и во Тетовско постепено се смирува. Останува Скопје, особено населбата Чаир, каде што има најголем број на потврдени случаи. За жал, се уште епидемиолозите се соочуваат со проблемот со обезбедување контакти и давање на вистинити податоци. Се уште се евидентираат и прекршувања и непочитување на мерката за само изолација, но и на пропишаните мерки за групирање и за лична заштита. Во контекст на ова се засилени контролите согласно координативните состанокот на Централниот штаб, во кои надлежните, кои што се задолжени тоа, ги спроведуваат на терен овие
активности, владата веќе има донесено уредба со која што се определува да лице кое што ќе го прекрши решението за самоизолација или дава лажни податоци уврска со лицето кој што било во контакт, ќе му се одреди мерката државен карантин во време трајање од 14 денови, за што МВР донесува решение, а трошоците за сместување во тие објекти се надоместуваат од страна на лицето. Овој бран се уште трае, иако 2 од 4 големи жаришта полека спласнуваат. Сега постепено, согласно спласнувањето во Штип и постепено во Тетовско, сме сконцентрирани на сузбивање на преносот на заразата тука во Скопје. Препораките на комисијата остануваат исти и барам апсолутно да се почитуваат од сите граѓани. Заради тоа што пред нас е уште долга битка со вирусот, кој очигледно е дека е тука и ние ќе мора да научиме соодветно да живееме со него. Мора да се научиме да ги почитуваме овие мерки кои се базираат на трите принципи, да се носат маски, да се одржува дистанца, да се одржува хигиена, односно миење често, дезинфекција на рацете, заради тоа што тоа е нашиот нов начин на живот. Мора да се почитуваат и здравствените работници, да се кажуваат точни информации, заради тоа што само така ќе знаеме со каков пациент имаме работа и во таа смисла по која патека тој пациент ќе биде упатен. За жал имаме неколку случаи изминатите денови во кои што заради неточни податоци повеќе здравствени работници се сега во изолација. И ова не смее да се случува, апелирам апсолутно сите пациенти во болниците, сите во контактот со епидемиолозите да кажуваат точни податоци. Мора институциите да се почитуваат и сите овие препораки да се имплементираат без исклучок. Ова битка повеќе пати кажуваме дека здравствените работници не може да ја добијат сами, ќе ја добиеме сите заедно. Животот мора да продолжи, не можеме да оставаме затворени и со рестрикции, заради тоа што со почитување на мерките ние ќе го продолжиме нашиот живот со овие превентивни мерки и тоа ќе се случи што порано ако се штитиме и себе си и другите околу нас. Благодарам. Благодарам, министер. Продолжуваме со пресконференција, продолжуваме со новинарски прашања. Цител телевизија, повелим. Благодарам. Добар ден, министре. Имам 2 прашања. Едното, повеќе од една недела имаме над 100 заболени на дневна основа. Колку од нив завршиле во болница и каква е состојбата со болничките капацитети? Тоа ми е првото прашање. А другото во однос на земањето брисеви. Рековте дека се вклучува и армијата. Дали ова значи дека се планира масовно тестирање или пак има недостиг од кадар? Во однос на вклучување на лица од војно-медицинскиот центар, заедно со помошно и технички персонал, практично добиваме 3, односно 4 екипи кои што на терен ќе ги земаат контролните брисови. Имајќи предвид дека епидемиолозите се целосно посветени на анкетите и на овие ново диагностицирани случаи, тоа значи дека веќе истекува период од 14 дена кај голем број на лица кои што се само во самоизолација. Значи кај тие лица ке стручни лица од областа на епидемиологијата или лаборанти од војно-медицинскиот центар ке циркулираат низ градот и ке ги земаат тие контролни брисови за да согласно резултатот тие може лица да излезат од самоизолација. Во однос на бројот на хоспитализирани лица од сегашните активни 1687, близу 200 пациенти се во болниците, во инфективната клиника 8 септември и сите други клинички болници и инфективните оделенија.
Ние се уште функционираме со оној распоред на лекари и медицински сестри, од понеделник 10 лекари од државата и од клиниките, кои што имаат соодветна експертиза во областа на интерната медицина, пред се пулмологијата, ќе се приклучат на тимовите во инфективната клиника и во болницата 8 септември, како и десетина медицински сестри. Така да тој систем ќе продолжи да функционира, со што за уште една недела ќе го одложиме нормализирањето на работата во рамките на клиниките. Тоа што планиравме да биде претходно, заради тоа што сега овој кадар е потребен за да биде дополнување на кадарот кој што директно работи со овие пациенти. Благодарам. Благодарам. Продолжуваме понатаму. Телма телевизија, Тамара Повеле. Министре, имам едно прашање поврзано со лекарите кои од лекарската комора беа доставени до вас како дека не веруваат дека има корона и дека не ги упатуваат лекарите на лечење. Дали е веќе почната постапката, може ли информации за колку број се работи и дали од досега хоспитализирани има некој нивен пациент, дали имате такви сознанија? Благодарам. Има пациенти кои што за жал многу касно се јавуваат во болница и тоа го покажа анализата на смртност. И во првиот ден, значи непосредно после приемот и во првите 5 денови. Над 30% од смртните случаи се практично или во првиот или од првиот до 5-тиот ден од хоспитализацијата. Што е доказ дека за тој број на пациенти, за жал, многу касно доаѓаат во болница. Многу е тешко да се утврди причината. Ние матичните лекари сакавме во неколку наврати да ги вклучиме во работата на епидемиолозите во смисла на помош за полесен пристап кон пациентите, заради тоа што се тоа нивни матични лекари, тие многу полесно пристапуваат до нив. Но сепак заклучивме дека е добро да епидемиолозите бидат поддржани доколку е потребна дополнителна бројка овде од институтот во Скопје, заради тоа што ти имат по-специфичен пристап, чисто од епидемиолошки аспект. И повторно да не се соочиме со тој отпор кој што еве го детектираат матичните лекари од своите пациенти. Не насекаде и не во голем број, но некаде да, еве како што регистрираше и лекарската комора. Така да ќе разговараме за тоа каква постапка, каква форма на увид треба да се направи пред се разговор со тие матични лекари, заради тоа што има многу карактеристики на пациентите кои што се капитирани од страна на прикрепени од страна на матичните лекари и во однос на возраста, и во однос на некои културолошки карактеристики, и во однос на бројка, има матични лекари со многу пациенти, има некои со помалку. Така да тоа нешто ќе го разгледуваме понатаму, заради тоа што сега сме целосно посветени на работата на епидемиолозите со тие граѓани, односно со тие пациенти доколку се симптоматски. Министре, има уште една може дополнително прашање околу капацитетите на болниците, околу 200 рековте дека се хоспитализирани, значи колку е пополнет капацитетот во проценти на инфективните клиники каде што се лечат пациентите и што станува со 8 септември има веќе 16 позитивни, 20 во самоизолација, колку што кажа и на претходниот прес директорката на инспекцијскиот дека се доаѓа на помош, но колку е загрозен значи работата на 8 септември со ширењето на ковид внатре во болница? Не е загрозена работата на ниту една јавно здравствена установа. Во болницата 8 септември има 50 пациенти, 35 се потврдени, капацитетот на болницата е близу 400 кревети. На инфективната клиника во моментов 81 пациент хоспитализиран од 110 вкупно кревети плюс 70 кревети во дополнителната монтажна болница и овој систем на ротација добро функционира. Еве сега се спремаат и лекарите, интернисти, така да ниту еден сегмент не е загрозен. Нема повеќе места во клиничката болница во Битола и затоа денес од тој регион ќе бидат хоспитализирани пациентите во болницата во Охрид, зашто има и план, и слободни кревети и доволен број на респираторни машини. Така да ниту една јавно здравствена установа во овој момент не е во ризик. Благодарам. Благодарам, Тамара. Продолжуваме понатаму на Т телевизија.
Повелена. Благодарам, најпрво добар ден. Министре, дали сметате дека може би е потребна драстична промена на стратегијата со оглед на тоа што имаме поразителни бројки на заразени и на починати, може да се каже, еве. Денеска најавивте, односно кажавте дека има и нови кластери, Чаир останува жариште, тука би го надоврзала прашањето како ја коментирате одлуката на владата да ја отфрли препораката од Комисијата за полициски час во некои од позагрозените општини во Скопје и дали може би се планираат некои нови рестриктивни мерки? Не, сметам дека стратегијата е добра, таа се надградува врз основа на карактеристиките на бројот на луѓе, кластерите, географската положба на местото и така натаму, како и распределбата и контактот помеѓу кластерите. И во таа смисла има некои генерални и општи мерки, меѓутоа има и специфични мерки. Например, Штип се затворија конфекциите заради тоа што тука потекнува и беше проблематичен транспортот. Овде кај што кластерите потекнуваат од семејни настани непочитување на мерките, така се пристапува, се идентификуваат тие контакти во рамките на кластерите и контактите помеѓу кластерите, зашто податоци влечеме од епидемиолошките прашалници. Сметам дека оваа мерка која што ја донесовме во смисла на поинтензивна контрола, посебно во критичните подрачја од страна на Министерството за внатрешни работи, се со цел да се елиминираат проблемите и причините кои што доведоа до ова. А тоа е поинтензивна контрола на носењето маски, групирањето, посебно во вечерните часови. Сметам дека ќе даде резултат како дополнување на оваа мерка која што веќе интензивно работат епидемиолозите согласно овие карактеристики кои што ги спомнав. Во таа смисла полицискиот час, јас би рекол дека на некој начин е модифициран. Еве, ние за време на полицискиот час имавме такви случаи во кои што имаше пренос на заразата. Во секој случај интензивно ја пратиме. Ситуацијата засега нема потреба да се воведуваат дополнителни мерки од тоа што сега е како активност на терен, но пратиме и ќе анализираме врз основа на секојдневните податоци, врз основа на податоците од епидемиолошките прашалници, значи не само бројките како бројки, и секако оние двонеделни анализи кои што се прават за 2 последователни недели. Имам уште едно прашање, каков е вашиот став во однос на продолжувањето на vanredната состојба? Истекува за неколку дена, сметате ли дека треба да има нова или не? Вонредната состојба има повеќе аспекти, не се само здравствените, во однос на уредбите, функционирањето на уредбите, мерките кои што се однесува конкретно, да ви одговорам, на нашата активност, имплементирањето на мерките и можноста да има рестрикции во движењето доколку тоа се одлучи дека е потребно. Јас верувам дека нема да биде тоа, а за тоа има можност и без вонредна состојба. Сметам дека сега во овој момент не е потребно продолжување. Благодарам. Продолжуваме понатаму. 24 повелете. Министре, дали има нови кластери во Скопје со оглед на тоа што бројките на новозаразени секојдневно растат? Кои се кластерите и дали се уште може да се каже дека се држи епидемијата под контрола во главниот град? И друго прашање, дали и каква одговорност ќе сносат пациентите кои што кажуваат лажни податоци на лекарите за тоа што со тоа директно стават во ризик и здравјето на персоналот, меѓутоа и на другите пациенти кои што се лекуваат во болниците? Ако добро го слушнав второто прашање во однос на одговорноста за тие што кажуваат неточни информации, ние сите овие информации ги споделуваме со Министерството за внатрешни работи, таму кај што се соочуваме со проблеми. И за практична помош на терен при пристапот до луѓето кои што многу често во огромен број, посебно во изминатиот период, што во некои региони и се среди не сакаат да соработуваат, и секако во однос на споделувањето на грешни информации. Значи, тоа е нешто што не е дозволиво. Не може ние да ставаме здравствени работници во изолација и да не идат на работа сега кога највише се потребни на здравствениот систем, заради тоа што некој не ја кажува вистината. Тоа е апсолутно недозволиво.
Тоа е загрозување и на здравствениот систем и на јавното здравје и се разбира на индивидуалното здравје на здравствените работници. Имаме родилка на гинеколошката клиника која што не кажала. Слични случаи во гинеколошката болница во Чаир. Значи тоа нешто не смее да се случува. Мора луѓето да се свесни дека ова навистина сериозна работа и голема одговорност носат. И во однос на кластерите, во огромен процент, 70% помеѓу 65 и 70, се во рамките на познатите и тој тренд во Скопје продолжува, или помеѓу повеќе кластери. Има и нови. И за жал мора да констатирам, секогаш истата причина тоа е непочитување на мерките. И покрај забраната луѓето прават масовни собери. Значи нешто што апсолутно нема логика. И го осудувам, го осудуваат сите здравствени работници. Ние тоа го дискутираме на утринските состаноци на Комисија за заразни болести секој ден. Значи ние имаме пациенти кои што доаѓаат заради тоа што не почитувале мерки. Јасни се мерките. Значи не може да се собираат, мора да се носат маски. Не може да се прави свадба кога е тоа забрането. Не може други собири од 200 луѓе да се прават во Охрид кога е тоа забрането. Изгоре на тоа да не се соработува, да не се кажуваат точни информации. Така да има и нови кластери, меѓутоа во рамките на градот Скопје, во општините во кои што се кластерите, пред се станува збор се уште за контакти, второ, трето, четврто колено на тие од каде што почна вториот бран. Благодарам. Продолжуваме на Алфа телевизија, Матеја Повеле. Министре, во гинекологија во Чаир денеска беше објавено дека има 3 заразени родилки. Денеска имавме комуникација со директорот на клиниката кој ни кажа дека поради овој случај 18 вработени во клиниката, 10 дена се во самоизолација. Но според нашите информации покрај родилките имало и неколку заразени од персоналот на клиниката. Зошто оваа информација не беше објавена, дали е точна и зошто се криеше толку време оваа информација, но не беше објавена? Да, еве туку што ја кажав таа информација, дека има практично луѓе во изолација во болницата во Чаир, за жал, ќе повторам, од пациентки кои што не кажувале точни податоци. Дека имале контакт со заразен во рамките на семејството. И има 18 лица кои што се во самоизолација, кај еден дел од овие здравствени работници, исто и кај делот од здравствените работници кои што се во самоизолација веќе изминува времето согласно првиот контакт, но и болницата Чаир и исто она што го спомнав за болницата 8 септември функционира нормално. Така да не е компрометирана работата и во однос на анестезиолозите, кои што сега се и најкритична карика од целиот систем, тоа мора да го потенцирам. Во однос на гинеколошката работа практично има секојдневна координација и состаноци помеѓу болницата Чаир и клиниката, така да и тој дел добро функционира, меѓутоа се сведуваме на истиот проблем. Ети тоа на клиниката што се случи гинеколошка и ова во Чаир, за жал од некажување на информација или давање грешни информации. Меѓутоа, зошто не беше оваа информација соопштена што кога биле пратени во самоизолација кадарот? Имам уште едно прашање. Видите дека ситуацијата со корона кризата е цело време под контрола, но сепак бројките не се баш оптимистички. Само во текот на месец јуни имаме и над 1300 ново заразени и 31 починат. Власта сака брзи избори. Дали според вас треба да има брзи избори? Ве прашувам како лекар, не како министар. Прво, во однос на информацијата, дозволете да проверам дали е соопштена или не. Доколку не, се извинувам, мислам дека е битна и требало да биде соопштена, може да е и наш пропуск, зборувам за болницата во Чаир. Во однос на изборите, односно прво во однос на епидемијата, зашто велиме дека е под контрола и покрај тоа што има голем број? Има повеќе аспекти, не е само бројката. Бројката дали ги знаеме контактите, релациите, дали може да влеземе, да кажем, на некој начин во трага, што го правиме. И
неколку последователни контакти. И тоа што и овој пристап дава резултат е овој резултат кој што сега го имаме во Штип и во Тетово, каде спласна бројот на новодиагностицирани. Има сосем доволен број на тестови и луѓе ставени во самоизолација. И тоа се аргументите. И уште една работа во однос на здравствениот систем. Иако има голем број на сега хоспитализирани, мора да кажам, ние сме организирани со системот на подршка на лекарите и сестрите кои што работат. Таму со ротација на лекари од другите клиники, заради што е намален обемот на работа во тие јавноздравствени установи. Во однос на изборите, од нас беше побарано да се дадат протоколи како би се организирале и како би се спровеле. И се што се организира и се спроведува, дали се избори или било кој друг процес, и до сега, зборувам за другите процеси, докажа дека нема ризик ако се спроведе како што треба. Впрочем, сите овие новодиагностицирани пациенти се заради тоа што протоколите не се почитувале. Значи, комисијата интензивно работи на изработување на протоколи, на работа на компании, бизнис и така натаму, на отворено, на затворено, во мал простор, голем простор и така натаму. Исти се принципите. Значи, жално е што има организирано настани кај што се кршат сите препораки дадени од страна на комисијата. Има епидемиолошка медицинска логика зашто се тие дадени. Значи, ќе повторам, се што ќе се одржи и ќе се придржуваат луѓето и организаторите до протоколите, апсолутно не е ризик. Па ние мора да научиме да живееме така е у целиот свет. Во цел регион има пораст на случаите. Може ќе дадаме на изјава, ќе ја кажам со резерва и може преураните, но мислам дека ние први изреагиравме. Повторно ќе кажем, може би преураните, но оставаме да видиме како ќе се одвива ситуацијата. Значи, според вас избори на 5 јули треба да има. Можеме да заклучиме. Било кој настан во кој што ќе се придржуваат луѓето до протоколите и организаторите на дадените препораки на Комисијата за заразни болести, апсолутно не представува ризик по граѓаните. Доказ дека имаме нови случаи таму кај што се прекршуваат протоколите е токму тоа. Благодарам. Благодарам, Матеја. Продолжаваме понатаму. Нова ТВ, Менче Помеле. Благодарам. Ако смеам малку сугестија или корекција за случајот во Охрид, пред да почне пресконференцијата ми јавија официјално дека се 12 позитивни, веројатно извештајот би бил даден малку порано, може тоа да се провери. За случајот со родилките, која што е една генерална појава, да се изразам така, не само што кријат, ги лажат за податоците, рековте дека ќе важат санкции за нив. Како да им се помогне на родилиштата да не се случуваат вакви појави, бидејќи на вистина се ставаат во опасност и родилките, и новороденчињата, и вработените медицинскиот персонал. И сакам да ве прашам, на инфективната клиника веќе неколку денови, на неколку последователни пресконференции кажувате дека веќе нема пациенти на респиратори. Дали е тоа некоја нова стратегија што се воведува, нов начин на лекување на пациентите на инфективната клиника? Не, проценка на лекарите. Ние се уште тие респираторни машини кои што стигнуваат од помошта, дел оставаме на инфективната клиника, така да оставаме на проценката и на колегите инфектолози и на колегите анестезиолози, кои што таму работат заедно. Пристапот е тој што е и кој што беше и до сега, и кој што од секогаш бил во индикациите на поставувањето на респираторна машина. Благодарам за бројката. Јас имав оваа бројка од 14. И сега уште еден краток коментар за второто прашање во однос на точните и неточни податоци. Уште еднаш да го искористам прашањето, да упатам апел, апсолутно сите да дават точни податоци. Кога ние интерно разговараме со нашите колеги, веќе практично и тие луѓе кои што не кажуваат таков податок, колегите им пристапуваат со внимание. Сомневајќи се дека можеби ќе има случај на давање на неточни податоци. Ако се вратиме наназад, од почеток на епидемијата,
еве да се сетиме, апсолутно голем број, огромен број се на луѓе кои што ги диагностициравме. Па вклучително и првиот случај беше заради несоработка и недавање на точни податоци. Пациентката која што влезе од Италија не спомна на граница дека е болна, па влезе директно во болница. Следните патници кои што доаѓа од Италија исто така. И сега се соочуваме со истиот проблем. Ние праќаме апели и разговараат здравствените работници. Интензивно разговараат и прават детални анамнестички прегледи пред се во зимањето на податоци, обидувајќи се да се заштитат нормално и себе си, а и институцијата. Меѓутоа, жал се случуваат вакви работи. Ќе инсистирам ова да се санкционира. Апсолутно. И уште ова е сериозно. Така. Повелете. И уште едно, не знам дали ме слушате, и уште едно прашање. Дали на луѓето кои што се во државен карантин им се дава можност да бираат кој ќе ги врши тестирањата? Дали им се дава листа, список на лаборатории, бидејќи од она што го слушаме ние има некакво ривалство при тестирањето и има негодување кај луѓето. Сакаат да имаат избор кој објект ќе го врши тестирањето. Постојат ли такви списоци, можност да им се даде листа? За таква работа прв пат ја слушам оваа информација. Ние немаме увид во функционирањето на државните карантини, освен во делот кога е потребна интервенција на лекари од здравствениот дом или на епидемиолози за проценка на состојбата. Не сум слушнал до сега за списоци на лаборатории кои што нудат услуги тестирање во карантините. А кој го врши тестирањето? Тестирањето се врши според индикација. Значи, ако епидемиолозите постават индикација да се тестираат, тогаш во рамките на соодветниот центар за јавно здравје, согласно градот во кој што се наоѓа карантинот. Така, министре, зборуваме за новите луѓе за што сега доаѓаат со хуманитарни летови, ако ги има, нели, или треба на граница да покажат тест не постар од 70 и неколку часа или да се тестираат тука? Значи, повторно ја кажам, не знам дека има списоци со лаборатории, но ние ги признаваме на резултатите од лабораториите во кои што комисијата од Институтот за јавно здравје и Министерството во кој што членува експерти од областа на вирусологијата кажа дека се задоволени критериумите и исполнети стандардите. И тие ги евидентираме во секојдневната статистика. Меѓутоа, индикација за тестирање дава епидемиологот. Благодарам. Продолжуваме понатаму, слободен печат. Поведи Мирослава. Благодарам. Министре, зошто во Скопје се чека 3 дена за да се тестира некој на мој термин? Тоа е првото прашање. Второто, дали со скринингот ќе бидат опатени и матичните лекари? И последно, имам една информација дека Куба ни понудила медицинска помош, значи да ни испратат тим на инфектолози, како и некоја донација на лек кој што се вика интерферон. Па сакам да прашам како земја сме одговориле на оваа понуда. Благодарам. Секоја помош на колегите е добродојна да се разменат искуства, да се сподели нешто, да се слушне, да се научи. Во таа смисла сега јас во овој момент навистина не знам во Куба како е ситуацијата со пациенти со ковид вирусот и дали може да се извлече некакво искуство. До сега и нашите лекари веќе имаат стекнато многу искуство. Лекови имаме, не недостасуваат, интерферон има и не се дава на секого, има точна индикација кога се дава. Во однос на скринингот,
Значи, матичните лекари до сега во овој дел на почеток не беа планирани и можеби нешто понатаму, заради тоа што сакавме да, како следни после градинките и луѓето кои што имаат контакт со многу луѓе вработени во ЈСП и така натаму. Сега се направија и многу анализи, тестирање ваму кај што имаше контакт со пациенти во јавноздравствените установи, значи на секундарно, односно терцијарно ниво во болниците. И во однос на термините, после 2 дена има слободен термин, меѓутоа апсолутно има индикација и за итност, заради тоа што може да се интервенира и ке матичниот лекар и да се направи контакт со епидемиологот. И во исто време, да било кој, доколку има итност, да се јави во болница. Никогаш нема да биде ниту одбиен, ниту вратен. Тука ќе се пристапи така како што треба согласно индикацијата за тестирање. Благодарам, Мирослава. Продолжаваме понатаму. Град телевизија, повели. Поздрав од Битола. Министре, со оглед на тоа што се зголемува бројот на пациенти хоспитализирани, конкретно на клиниката во Битола 20, пред неколку дена имавме 15, а минатата недела по 2 до 3 пациенти, значи имаме едно зголемување на бројот на пациенти. Чинам дека рековте дека веќе капацитетот исполнет во оваа клиника. Ако вака продолжат работите и во наредниот период, колку се повторно го отвараме прашањето на тоа колку кадровски се подготвени, кадарот е уморен, одморен, дали имаат заштитна опрема, средства за дезинфекција. Истото се однесува и на луѓето во центрите за јавно здравје. Тие се нели имаат зголемен број на работи и по однос на тестовите и по однос на епидемиолошките анкети. Битола е исполнето, во Битола е исполнето оделението поради тоа што е регионален центар, сите пациенти од тој регион доаѓаат тука. Со оглед на тоа што во утринскиот разговор директорка тука каже дека нема повеќе места, сега од целиот регион пациентите ќе се сместуваат во Охридската болница, зашто е направена целосна координација и практично беше спремно инфективното оделение. Има експертиза доволно, апсолутно. Немам информации и за епидемиолозите кои што помагаат помеѓу себе, заради тоа што се малку на број помеѓу центрите, и за инфектолозите дека има бърнаут синдром за сега. Мислам дека со оваа подршка и системна ротација кој што може да ги офати и тие болници согласно бројот на пациенти, сметам дека не е загрозена ке повторна работата ниту една јавноздравствена установа. Така да има добар план и тој добро се спроведува. Значи не оставаме да има некаков период кој што може да биде критичен, кој нема да знаеме пациентите дали ќе се упатат на едно или на друго место. Однос на заштитната опрема ја имаме во доволна количина, може да бидат без... Се извинам. Сосем доволно. Над 1 милион парчиња има и маски, заштитни ракавици, мантели во резервите и магазините на Министерството за здравство. Иако секоја јавна здравствена установа има врска и сама да набави, ние имаме огромна количина и од донациите и од тоа што на почетокот го набавивме и даваме таму каде што ќе укажат директорите дека е потребно, така да заштитната опрема воопшто не представува проблем, ниту некаков ризик да у периодот кој што доаѓа ја немаме. Со средствата за дезинфекција по центрите за јавно здравје, болниците, така натаму, како што ја работите? Исто огромна количина и на средства за дезинфекција. Имаше и огромна донација, близу 20 тона од, ми се чини, компанијата Сивус, и таа е поделена и по ЈЗУ-ата и во центрите за јавно здравје и претходни донации од голем број компании, така да апсолутно се од заштитна опрема, средства за дезинфекција има во сосем доволни количини. Благодарам. Тамара, Телма телевизија, дополнително прашање, повели. Едно дополнително прашање од мене. Пред 2 дена беше реактивирана, да кажем, и проширена уредбата за оние кои даваат, кои кршат самоизолација и кои даваат погрешни информации.
Дали во овие 2 дни имаме случајот со родилките во гинекологија во Чаир, во ГАК вчера, дали досега е даде некој казнет, поточно однесен во државен карантин поради давање погрешни информации и поради непочитување на самоизолацијата? За сега не, меѓутоа добар дел од анкетите на овие случаи кои што ги спомнавте се уште трајат. Така да со оглед на тоа што не се завршени, веројатно дека ќе се интервенира во овие денови кои што се пред нас. Благодарам, Тамара. Министр, продолжуваме уште неколку прашања. Прво прашање. Многу земји престана да ги бројат асимптоматските пациенти како заболени. Ние ги водиме сите. Се размислували за ваква промена и кај нас, со оглед на тоа што комисијата презентираше голем процент на асимптоматски случаи? Да, има голем процент на асимптоматски случаи кои што произлезе од тестирањата направени во рамките на семејните кластери. Точно е дека повеќе земји ја менуваат оваа стратегија. Ние ова ќе го дискутираме во рамките на Комисијата за заразни болести, меѓутоа тоа не е причина да и тие асимптоматски случаи ги имаме во предвид, во смисла на имплементирање на епидемиолошки анкети и ставање на луѓе во изолација. А во однос на детектирање и регистрирање на бројките ќе разговараме во следните денови. Во секој случај тоа нема да го смени пристапот, кој што значи како се тестира, како се анкетира, кој се тестира и како се ставаат и врз основа на што луѓе, односно контакти во самоизолација. Продолжуваме понатаму. СЗО на 7 јуни објави ново упатство за евидентирање на смртните случаи поврзани со COVID-19. Според статистиките на Институтот за јавно здравје, најголем дел од смртните случаи имало претходно заболување кои се водат како ризични. Дали комисијата го разгледува новото упатство на СЗО и дали е можно да се направи ревизија на досега починатите, нешто што веќе го направија некои земји? Ние го разгледувавме упатството од Светската здравствена организација, стигна пред неколку дена. На денешниот состанок беше присутен директорот на Институтот за судска медицина, на кој што дискутиравме за повеќе аспекти, така да во однос на овие податоци, следните денови ќе излеземе со информација. Продолжуваме понатаму во врска со договорот за заем од Светската банка од 90 милиони евра, кој не го подпишува дополнителната заменик министер за финансии, со оглед на тоа што најголем дел од парите се за потребите на здравството. Прашањето е: како е вашето размислување за оваа ситуација, што би значило парите за дејност во овој момент, за дејноста во овој момент се извинувам, и какви се последиците доколку евентуално не се добие заемот? Ја навистина жалам што дополнителната министерка не го подпишува заемот. Имавме прашања од нејзина страна на кои што одговоривме 8 пати за некои податоци, информации. Станува збор за кредит, помош кој што од Светска банка до сега за оваа намена за поддршка на здравствените системи во светот земале повеќе од 100 земји. И тоа е така наречена итна и брза помош, итен брз кредит, а ние 2 месеци веќе одговараме на прашањата на министерката, за што ќе беа наменети парите? За опремување на инфективните оделенија ширум државата, за опремување на сите оделенија за интензивна нега ширум државата, кревети, респираторни машини, аспиратори, перфузори, инфузомати, мобилни рентген апарати, компјутерски томографи, се што значи квалитетен третман на овие пациенти. Ја не може да сватам причината зошто тоа се прави и се прави еден сериозен хендикеп да здравствениот систем во оваа фаза, кога сите земји во светот тоа го прават, кога не знаеме што не чека на есен, кога сите земји предвидуваат уште еден посилен бран, тогаш ја кажав, сега има пораз на случаите во сите околни земји. Повторно ќе кажам, може би малце преурането мислам, и ова со резерва го кажам, дека дури и први изреагиравме, но ќе пратиме како ќе биде ситуацијата во околните земји. Имаме оваа шанса, брз кредит, и сега имаме ваков проблем. Продолжуваме понатаму со оглед на фактот што цела Европа и Балканот ги отворија границите во целост. Кога Македонија ќе ги отвори своите граници? Македонско радио прашањето. Повеле. Со оглед на тоа што овие региони во Тетовски штип сега спласна со активноста и сега која преземавме, сега сме
посветени на ова што се случува во Скопје, посебно неколку населби. Мислам дека ние не може да се затвораме. Значи, имплементираме таргетирани мерки и од страна на епидемиолозите и од страна на контрола. Она што значи поддршка од Министерството за внатрешни работи за спроведување на превентивните мерки. Во таа смисла за отворање на границите ќе зборуваме на почетокот на следната недела. Мора да научиме дека ќе живееме со вирусот и дека мора да се придржуваме до превентивните мерки. Дали Комисијата за заразни болести одговори на дополнителните прашања на ДИК за заштита на граѓаните за време на изборите? Колку маски и заштитни средства ќе треба да се набави државата за изборниот процес и колку тоа ќе чини прашањето од МИАМК? И во овој момент има сосем доволни количини, тоа зашто бевме контактирани од страна на Државната изборна комисија, го добија протокол да одговоривме на сите дополнителни прашања, така да тој процес е целосно заокружен. Исто од ми уште едно прашање, колкави се казните за лицата кои треба да се во изолација, но не ја почитуваат ова мерка? Еве за сега ова што е донесено од владата како уредба да се тие лица стават во државен карантин на свој трошок. За потребите на текст МК имаме две прашања на министерот Филипче. Дали ќе се прави скрининг за вработените во хотелите пред да се отворат по примерот со градинките? Не е тоа планирано, но има јасни протоколи како треба да бидат заштитени со лична заштитна опрема. Скринингот во градинките привршува, но имаме јавување од читатели дека вработените кои се на породилно не се повикани на скрининг, а треба да се јават на работа со отварање на градинките. Како ќе се справите со оваквите појави и кој е одговорен за ова? Тоа е во рамките на активноста на локалните центри за јавно здравје. Може би станува збор за некои индивидуални пропусти, меѓутоа глобално огромен број од вработените се веќе истестирани и тој скрининг е при крај. И последно прашање. Македонија до вчера имаше 164 починати и се уште на врвот во регионот и пошироко по смртноста на милион жители. На што се должи ваква црна статистика и кој за ова ќе поднесе одговорност? Во однос на смртноста, интензивно се работи со сите пациенти. Најтешките пациенти се третираат во оделенијата за интензивна нега, се стават на респираторна машина според проценката на лекарите. Ние имавме терк да се диагностицира и постмортем, нешто што ниту една земја не го прави, што сериозно го подигна процентот на смртност, меѓутоа мислам дека беше битно да се знае заради епидемиолошките податоци и заштита на членовите на нивните семејства. Еве сега има нов протокол кој што стигна од Светската здравствена организација, ќе го разгледаме, односно веќе почна да се разгледува и ќе видиме каков став ќе заземеме по тоа. Благодарам, министре. Почитувани, тука е и крајот на пресконференцијата на министерот за здравство, доктор Венко Филипче. Благодарам за вниманието, пријатно. Андеруар, тоа ще да фунди конференција с прштипт министри шандецис, фарендорен парламентјан, дите на мир.